административен јазик. Тоа беше повеќе од административен чин. Тоа беше признавање на една длабока, искрена, долга и тешка борба на еден народ за свое име, свој израз и своја самобитност. Оваа кодификација не произлезе преку ноќ. Таа беше плод на децении работа и истрајност на големи луѓе и на генерации интелектуалци, учители, поети, новинари и читатели. Секој од нив вложи збор, мисла, срце. На Јоаким Крчовски, Кирил Печинович, Теодосиј Синаицки. Нивните продолжувачи се учебникарите кои поставуваат прашањето за литературен македонски јазик, Ѓорѓе Пулевски, Артемија Зографски, Шапка Раджинот и така натаму. Мелбурн, во Виена, во Чикаго, Берн и така натаму. Македонскиот јазик живее во мислата на секој македонец каде и да е. Живее во децата кои го учат од бабите и дедовците, во македонските училишта во диаспората, во катедрите за македонски јазик и книжевност на универзитетите во Европа и светот. И токму тие луѓе, оние што се далеко, научуваат јазик, заслужуваат голема почит. Вашето национално ткиво, вашето добро утро во Торонто и добра ноќ во Перт имаат исто значење како тука дома од откровината. Ние ве гледаме, ве слушаме и ви благодариме. Почитувани, јазикот не е нешто што се чува во витрина. Тој мора да се говори, да се создава, да се развива.